Мото на секој добронамерник, патувајќи долж регионалните патни правци Прилеп Барбарас Македонски Брод, Прилеп Ропотово Лажани Саждево Кривогаштани, Прилеп Новолагово Беровци Боротино Пашиноровци Војđани Бела Црква Крушејани Кривогаштани и Прилеп Славеј Големо и Мало Коњари Врбљани Кривогаштани не може а да не го забележи многовековното градче Крушево и неговите 20 села, распослан на югозападните и североисточните падини на планинските горостаси Бушева и Баба Сач планина, со куќите наредени како молистра на бисер Гердан, кој од утро до вечер раскосно блескотат под зраците на пелагониското сонце. Наминав во оваа многовековна населба, крушевчани да ми го раскажат минатото не само на нивниот роден град, туку и за населените места од Крушевскава регија, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Крушевската регија низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за овој регион, со надеж дека меѓу помладите крушевчани по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, деловно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот, а сето тоа преточено преку новиот документарен серијал со работен наслов Крушево жива историја, жива природа. Почитувани мои, секогаш кога се подготвувам за нов документарен серијал за било која регија во Република Македонија, вообичаено се имам мој домаќин, а воедно и водич низ таа регија, така и за овој документарен серијал се имам мој домаќин и водич, а тоа е единицата на локалната самоуправа, општината Крушево, каде што заедно ќе се обидиме преку овој документарен серијал да ви ги дополниме вашите досегашни сознанија за Крушевскава околија преку непорекливата драгоцена слика низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи. Почитувани мои, во вистинска смисла на зборот, мои домајќини и водичи низ овој документарен серијал се градоначалникот на општината Крушево, Томе Христоски, и Националната установа Историски музеј Крушево, представени од господинот Борис Марковски, по вокација и историчар на уметноста, и Јорго Папакоча, по вокација дипломиран историчар. По некои стандарди на кажувањето на Крушевската историја, би требало и јас да започнам со неговата надморска висина, која од прилика овде во централниот дел е 1250 метри надморска висина, па се до горните делови на градот, каде што оди до 1300 метри надморска висина. Инаку потеклото на градот се поврзува со неколку легенди, од легендата на Крушата, која била тука во овој централен дел, до она кое е понаучно истражувано и кое се поврзува за едно мало село кое се нарекувало Стари Дол. И фактички народот кој живеел тука, во селото Стари Дол. Крушевскиот регион се простира на југозападниот дел од Македонија, каде што градот Крушево има централна местоположба и представува административен, економски и културен центар. Секој што ќе дојде во Крушево ќе го сознае и треба да го сознае Крушево, вистинската приказна за Крушево. Сите овие улички, тесни сеона имаат своја приказна и тоа што Крушево представува како еден од најпознатите градови нормално во Македонија, треба да се доживее и да се види вистинската поја, ќе наречам, на Крушево и на сите негови населени места во околијата на Крушево и Крушевска.
Незини соседни општини се Кривогаштени и Долнени на исток, Македонски Брод и Пластница на север, Кичево на запад, Демихисар на югозапад и општината Могила на југ. Овој регион сообраќајно е поврзан со регионалните патни правци Р-516, Р-526, Р-416, кои се надоврзуваат на магистралните патни правци М4 и М5. Крушевската регија е сместена во претежно ридско-планинско подрачје на надморска височина од 600 до 1800 метри. Овој регион ги опфаќа јужните ограноци на Бушева планина, дел од Древеничката планина и дел од Пелагониското поле со рамничарскиот дел на Црна река. Целото подрачје северно и северозападно од Крушево се простира на надморска височина од 1500 до 1700 метри надморска височина. Подрачје било поврзано директно со патишта уште во времето на античка Македонија, средовековното Македонско царство, а во римскиот период со патот и краците на Вија Игнација. Денес административниот центар Крушево е поврзан со асфалт скоро со сите крушевски села и културно-историски центри. На територијата на општината Крушево живеат околу 10.000 жители, од кои повеќето од половината во градот Крушево, а останатите во 20 крушевски села и тоа: во Алданци 417 жители, во Арилево 13, во Белушино 64, во Борино 441, во Бучин 738, во Врвоец 256, во Горно Дивјаци 46, во Долно Дивјаци 59 жители, во Јакреново 212, во Милошево 50, во Норово 599, во Остилци 32, во Пресил 444 жители, во Пуста река 134, во Саздево 393, во Свето Митрани 433, во Селце 22 жители, а селото Бирино одамна е раселено. Но бидејќи периодот е периодот на Османската империја, биле доста време малтретирани, напастувани, напаѓани, убивани, па плаќале голем арач, се до моментот негде околу 14 век по некои податоци, кога Јаја Бек го добива Крушево како награда за воени заслуги и го прави својот имот на денешното место на Крушево, каде понудува на населението, посебно од Стари Дол, но и на останато население од останатата територија, заштита и побезбеден живот во неговото место, во неговиот имот и многу помалу плаќање на данок. Така доаѓа до една голема преселба, при што доаѓа најголемиот број на луѓе од Стари Дол, но и од останати делови на Македонија, како што е и од Охрид, од Битолско, и така натаму, така да се формира таа, би рекле, урбана, постепено средина на живење. Постоењето на Крушевската околија е тесно поврзано како со градот Крушево, така и со 20-тината соседни села кои припаѓаат кон оваа регија, кое се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на ова подрачје. Некои околности укажуваат дека просторот на оваа регија бил одамна користен за живеалиште. А за тоа зборува и тоа што при секоја бура што ги зафаќа не само градот Крушево, туку и околината, на дојдените буици вода собрана од околните ридови во сливот на Бучинската река
носат и оставаат подолжина на селските бразди бројни примероци, фрагменти од различни метални и керамички предмети, патем ископани од поројните дождови и сливни води. Тоа се секако артефакти од некогашни живејалешни објекти во непосредната околина, денес препокриени со пластови земја. Други примери за очиглени градби и урбан живот се најдени на повеќе археолошки локалитети, како што се археолошкиот локалитет Алкомена, која се наоѓа во атаро на селото Вучин, археолошкиот локалитет Римскиот мост во истото село, археолошките локалитети во селото Остелци, Градиште, Кале и Разбојна дупка, сите од римскиот период, археолошкиот локалитет од Стари Дол во селото Врбоец, кој представува античка некропола, и уште 30 други археолошки локалитети во атарите на 20 населени места кои припаѓаат на општината Крушево. Населението на Крушево прави еден крупен чекор со внукот на Јаја Бек, кога собира големи товари на злато и директно од султанот го побарува Крушево да го добие како своја лична, слободна населба. И тоа се случува позитивно. Крушево се претвора во град на крушевското население и до ден денес тој документ постои и крушевчани го имаат. Првпат крушевската регија во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која Крушевската регија припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер манастирот Свети Атанасий, кај народот попознат како Жоречкиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1348 година, издадена во обезновениот Жоречки манастир, кој бил метох на Хиландарскиот манастир на Света Гора, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и кај македонските властелини, кралот Димитрија Волкашин од 1365 година и во црковните повелби од македонскиот властелин, кралот Марко од 1371 година, и исто така за Свети Атанасије, меѓу народот попознат како Жоречкиот манастир. Во пишаните отомански дефтери, Крушевската регија се споменува во отоманскиот пописен дефтер од 1461 година под името Крчево, каде што се наведува дека границата на вакуфот на Керим Бек од Демихисар, кој се простирал западно од Бучинското Кале до патот што води за правиот Мечкин камен и превојот Барбарас.
Исто така, во Отоманскиот дефтер од 1461 година, кој се однесува за оваа регија, е запишано дека границата на вакуфот на Мустафа Паша, шкодранин од Шкодра, ги опфаќал 20-тината денешни села, а му припаѓале на Битолскиот Санџак, Прилепската Каза. Во пописниот Отомански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година и во пописниот Отомански дефтер од 1467 и 1567 година, кој се однесува за период од 100 години од преходниот оваа регија и припаѓала на Битолскиот вилајат, Дебрешката Каза, на чифликот на Усеин Топубег. Најпоследните достапни документи потврдуваат дека Крушевската регија се спомнува и во Отоманскиот пописен дефтер од 1767 година како Мезра, место без популација, кое што понекогаш е населувано и подоцна мигрирано или никогаш не било населено, каде што е забележено дека ова Мездра му е дадена во собственост на земјосопственикот Хусейн Бек, заедно со Прилеп и другите села со цел да го насели. Исто така, оваа регија се спомнува во Отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Прилепската, Битолската и Дебрешката Каза, каде што пишува дека во Прилеп, Битола, селото Дебреште и селото Цер во Балканските анови во 1815 година своји бакалски дуќани за брашно, сол, газија, шеќер, масло, леблебија и други работи кои биле потребни за животот на луѓето, отвориле и неколкумина бакалџи пред се од селата Бучин, Алданци, Врбоец, Горно Дивјаци, Остилци и други села. Исто така во Отоманските дефтери од 1845 година е запишано дека од 1815 година до 1844 година во Прилеп дојќаните кои ги отвориле мештаните од оваа регија, како што се Куменџискиот, Басмарскиот, Бочварскиот, Тенекеџискиот, Ковачкиот, Терзискиот, Пурнаџискиот, Кујуџискиот занајат и други, биле дел од големите прилепски еснафи. Исто така, Крушевската регија се спомнува во Отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Битола и Ресен, каде што се среќаваат и неколкумина занајци кои дошле од крушевските села Бучин и Светомитрани, каде што пишува дека во Мустафа Паша Ан во 1865 година терзиски дуќан отворил Јован, синот на Марко, во Хумберџи Мустафа Бек Ан, исто така во 1865 година свој терзиски дуќан имал Петре, син на Грујо, кој бил обврзан да плаќа џеза, данок на приход 1000 гроша годишно. Во Свиларскиот Ан во 1865 година дуќан од Ортомџискиот занајат отворил Ѓуро, син на Јован, а во Мустафа Паша Ан калајгиски дуќан имал Нико, син на калајгијата Таки. Дека Крушевската регија на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, патриаршија од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, Томас Милковиќ и многу други.
Прв и многу опширен опис за Крушевската регија, посебно за градот Крушево, има дадено познатиот австро-унгарски конзул Јохан Хан, кој го посетил Крушево во 1858 година, каде што го има забележено следново. Крушево има 1400 жители, 13 цркви, 32 ана, 10 ковачници, 20 калајџи, 8 касапници, каде што годишно се колеле до 30.000 грла крупен добиток. Крушевските трговци на пазар оделе во Солун, Скопје и Битола. Пазарни денови во Крушево имало 3 дена, и тоа во понеделник, четврток и сабота. 30 години по опширниот опис за Крушевската регија од страна на Јохан Хан, исто така опширен опис за оваа регија дава Стефан Гопчевич, каде што запишал дека во 1888 година во оваа регија живеат околу 10.000 жители, мнозинството го сочинувале македонци и власи, а останатиот дел на православни арбанаси. Во 1889 година во оваа регија престојувал и Габриел Вајгелнд, каде што исто така дал поопширен опис за оваа регија, посебно за градот Крушево, каде што говори дека во градот Крушево и неговата околија живеат 12.000 крушевчани. Главно занимање на полското население било земјоделството и сточарството, додека пак на планинското население занечиството и кираџирството, додека пак заедничко и на планинското и на полското население во овој период било и печалбарството. Како резултат на сето ова, Крушево прераснува во едно убаво градче, а во почетокот на првата деценија на 20 век се отвара и Крушевската чаршија. Во подоснежниот период Крушево станува голем занаетчиски центар. Преселувањето на властите од Москополе го прават своето, зашто тоа е една популација на занаетчи, еснафи, работници кои сето тоа го прошируваат. Втората половина на 18 век за Крушевската регија е период на брз економски развој како на градот Крушево, така и на 30-тината села распослани во атарот на оваа регија, кога мештаните од оваа регија за 3000 лири ги откупуваат чифлиците на Керимбек во 1847 година. Меѓу првите знаци на забрзан економски развој на оваа регија се доселувањето на неколку влашки родови од познатиот трговски град Москополе од областа Грамос, каде што за краток временски период го развиле кираџиството, трговијата и печалбарството. Втората половина на 18 век за Крушевската регија е период на обновување на истата, испразнета со пустошењето по поразот што го претрпеле војските на Мустафа Паша Шкодранин во близина на Прилеп од страна на отоманските власти. Меѓу првите знаци на обнова на оваа регија секако се изградбата на 40 скромни сакрални зданија врз претходно разорнатите селски цркви и неколку манастири, меѓу кои манастирот Свети Спас, кој бил вообновен за време на игуменот Григорије. Меѓу најстарите сакрални објекти што биле изградени во Крушево се смета црквата Свети Никола, опожарена за време на Илиндешкото востание од 1903 година, позната по проучениот иконостас, работен од тајфата на Петре Филиповиќ Гарката, родом од селото Гари, и неговиот помошник и зет Димитар Старишев, роден во Крушево. Црквата Успение на Света Богородица во Мијачката Мала, како и црквата Света Троица, но во знатно помали димензии, а во 1904 година во дворот на Романското училиште била подигната црквата Свети Јован Крстител, позната како Влашката црква.
Крушевските градители, зоографи и резвари стануваат познати имиња и во други краишта на Македонија, како и во соседните земји. Според изворни податоци, зачувани пред се на иконите во црквите, се спомнуваат имињата на повеќемина зоографи, дојденци или на оние од Крушево. Меѓу нив ја имаме тајфата на Петре Филиповиќ Гарката, родом од селото Гари, познат во овој крај по изработката на иконостасот во црквата Свети Никола и неговиот помишник и зет Димитар Станишев, роден во Крушево, кои двајцата резбари работат заедно скоро 3 децении, а по смртта на Петре Филиповиќ Гарката во Крушево во 1854 година Димитар Станишев формира своја тајфа, работејќи во Македонија, Бугарија и Србија, а неговото дело го продолжува неговиот брат Антон Станишев. Исто така истакнати личности со реноме на извонредни мајстори, чие сликарско дело оставиле трајни уметнички белези во средината, каде што создавале се и двете зоографски семејства, Зиси и Атанасови, посебно Михаел и неговите синови Димитри и Никола. Во областа на копаничарството, фрескосликарството и на традиционалното градителство има плејада, поединци и 20 тајфи што кресталеле и твореле не само на овие простори, но и подалеку по Балканот, како што се основоположникот на современата македонска ликовна уметност, крушевчанецот Никола Мартиновски, Димо Тодоровски, Перо Начевски, Матеја Хаџилега, копаничарот Ѓоре Кисковски, кој чекори по даровитоста на Петре Филиповиќ Гарката, Велко Петровски Шулц и други. За на крајот да никни и борбениот период исто во овој град, да никни Крушевската република, првата република на Балканот. Кога зборуваме за република, мислиме на оригиналното име република, значи република како Франција и Англија. И после тоа втората редоследно останатите војни до Втората светска војна, кога и Крушево ги дава своите придонеси преку борбата на своите млади синови, да ја добие и конечната слика и конечниот град Крушево. Во подалечното минато, мештаните на ова регија учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период. Ова е всушност оригиналното име споменик Илинден, споменик на националната борба на македонскиот народ за својата слобода, но својот работен назив Македониум го има некако задржано во сиот свој живот до денес, па така да на доста места, медиуми, интернационалната мрежа, разни книги, документи, точно се среќава под својот работен наслов Македониум. За време на Илинденското востание, најголемиот успех бил постигнат во револуционерниот округ Крушево. Во 1903 година на оваа територија е формиран штаб на востанието, предводен од раководителот на револуционерниот округ од Крушево Никола Карев, председателот на ново формираната Крушевска република, каде што по 12 на дена постоење била крваво задушена од страна на Отоманската империја, предводена од Бахтијар Паша, со силен аскер од 176.000 војници, 3.700 коњаници и 444 топови. Како резултат на бруталната одмазда од страна на воените единици на Бахтијар Паша, 201 заедница биле избришани, 12.400 куќи биле изгорени до темел и преку 70.000 луѓе станале бездомници, додека 8.816 биле убиени, 30.000 лица избегале од нивните домови за да ја избегнат одмаздата.
Востанието предизвикало огромен интерес во Европа. Весниците го следеле текот на активностите одблизу со голема симпатија, каде што следел моќен бранд на протести, а меѓу водечките представници биле Лав Толстој, Максим Горки, Антуан Франц, Жан Жауре, Виктор Бернан, Артур Еванс, Хенри Бредсфорд, Џорџ Клеменс и други, а во Британија, Франција, Италија, Русија, Романија и Америка биле основани македонски одбори кои што организирале масовни митинзи за поддршка на македонските востаници. Меѓу најпознатите револуционери и идејци кои потекнуваат од Клучевско се Стојан Везенков, Константин Везенков, Питу Гули, Владимир Руменов, Никола Карев, Дину Вангели, Никола Киро Мајски, Ѓорѓи Мучитано Касапчето, Иван Котев, Наум Наумовски Борче, Манчу Матак и многу други. Може да се забележи на секој од посебните топовски цевки, може да видите дека представуваат различни имиња, презимиња од познати револуционери. Како пример е тука се наоѓа Арсени Јовков, понатаму можете да се гледаат, се пишува гемиџиите или е цел еден процес на тоа што оставштината што ја оставиле гемиџиите во борбата за ослободување на македонскиот народ, секако импликацијата на Илинден 903 или една заедничка симбиоза на сите Илиндени што се случиле во Македонија. Понатаму можеме да продолжиме и ќе забележиме Смилево или Смилевскиот конгрес, Мечкин камен, битката на Мечкин камен, или Невеска 1903 година, Војдан Чернодрински, импликацијата е тоа што не е само револуционери, туку и Војдан Чернодрински кој што бил прибирател на македонски умотворби, што првиот повеќе драмски творец, така? Творец и понатаму може туку е још еден од основачите на Апостол Петков, секако Ножот Прилепско 1907 година и Димитрија Чуповски, исто така дел од една заедничка симбиоза на различни луѓе, битки и различни влијанија кои што придонеле за ослободување на Македонија или почетот на револуционерната борба. Во Крушевската регија посебно бележје имаат спомениците и музеите. Споменикот Илинден е еден од најпрепознатливите места во Крушево, дело на Јордан и Иска Грабов, символ на непокорот, борбата и вечниот стремеж на македонскиот народ за национална слобода. Споменикот Мечкин камен, кој представува востаник со високо подигната камен карпа над главата и го представува последниот очајнички миг во борбата на востаниците од одредот на легендарниот војвода Питу Гули. Споменикот на Слива е символ на јунаштвото и саможртвата на македонските востаници при одбраната на Крушевската република на 12 август 1903 година. Музеот на Илинденското востание и Крушевската република сместен е во Староградската куќа од 19 век, во која во 1903 година е прогласена Крушевската република. Леарничата за куршуми за време на Илинденското востание како поставка постои од 2003 година и многу други. Од левата страна ќе погледнете гробното место на војводата Питу Гули, еден од најпознатите
луѓе што биле задолжени за организацијата бил вклучен во одбраната, најбитното во одбраната на градот. Херојски загинува на Мечкин камен, еден од последните борци што останале на Мечкин камен, што го држеле аскерот да не се качи горе до Крушево. Неговата реченица или што пишува на неговата гробна плоча дека јас немам ни мајка ни татко, ни жена ни деца. Јас имам само една мајка, а тоа е Македонија. По крававото задушување на востанието, не само што во Крушевско традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил, туку гурбетиството од година во година се поголем замах земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу во Белград, Софија, Букурешт и Стамбул. Во 30-те години на 20 век во овие градови имало преку 200 дуќани од различен вид, претежно кафејани, акчилници, сладкарници, фурни и трговски дуќани, чии газди биле мештани од Крушевско. Покрај тоа што многу крушевчани имале добри дуќани во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите имоти во селата, обработувајќи земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби, додека пак други угледувале помали и поголеми стада овци. Посебно обележје на Крушевската регија е староградската крушевска архитектура. При тоа, Крушевската куќа е симбиоза на влашката, епичката и мејачката галичка македонска архитектура. Еден од ретките описи на Крушевската архитектура е даден во спомените на Никола Киро Мајски, кој ги спомнува познатите куќи на Ничовци и на поп Костадин Стариот. Според неговиот опис, куќата на Ничовци била изградена на 3 ката, изработена од делкани гранитни плочи, донесени од Прилеп, а имала дури 60 простории. Таа се одликувала со високи дивани, еркерни балкони, а вратите, таваните, масандрите и долапите биле направени од буково и од ореово дрво. На најдолниот кат се чувала земјичата, а во дворот имало мермерна чешма. За незината градба биле потрошени дури 1000 златни турски лири, што во тоа време било голема сума пари. Во поново време во Крушево се истакнувале куќите на Нешковци, позната како куќата на Пашите, Фундовци, Таховци и други, но голем дел од нив биле уништени при задушувањето на Илинденското востание. Посебно обележје на Крушевската регија е Крушевската чаршија. Во неа и кон неа се слеваат мачките сокаци, кои се стрмни и тесни, кои се виткаат, прекршуваат и качуваат, следејќи го теренот и непишаните правила на старите урбани агломерации. Чаршијата е составена од низа мали занаетчински и трговски дуќани, наредени еден до друг. Таа е најживописниот дел на градот, на кој се надоврзуваат малата, каде се одвива целиот живот. Од некогашната надалеку прочувена Крушевска чаршија се уште постојат некои од старите занаети, калајджискиот, којунџискиот, пчеларскиот, златарскиот и други. Кога секој добронамерник ќе дојде во Крушевско и кога ќе прошета низ селските сокачиња и пачења, ќе се воодушеви и од остатоците на старата традиционална македонска селска архитектура, која ја има секое село, иако одамна старото е заменето со нов урбан изглед. Куќите во крушевските села се карактеризираат со тоа што сите се со приземје и кап. Приземјето и џидено е од камен,
а катот од цигла опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, малтерисани со глинена кал, измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште. Во приземјето на куќата се наоѓале просториите за чување на добитокот. Селските куќи имаат дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови и со големи и тешки порти. Мештаните од Крушевската регија ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, делот непорекливата драгоцена слика за овој крај, низ времето надопелнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за овој регион, со надеж дека помеѓу младите крушевчани по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, деловно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедливата правна заборавот. Ќе ви доловам во следните продолженија од документарниот серијал Крушево, жива историја, жива природа.